Поново ние ги викаме така. Како ги викате, ајде кажувај. Ние ги викаме путчи. Би да ги научиш да. Правени се од убавата свинска маса. Браво, чекај да пробаме од вашите. Чекај да пробаме од вашите. За овие колачи ние добиме прво место на вешта жена примери во Струмица. И сите си задоволуваат за инако колку за колачите. Како ги викате, ајде кажувај. Ние ги викаме путчи. Би да ги научиш да. Правени се од убавата свинска маса. Браво, чекај да пробаме од вашите. Чекај да пробаме од вашите. За овие колачи ние добиме прво место на вешта жена примери во Струмица. И сите Домачинка е, бре, на сите телевизиски луѓе ни одржа лекција. Ем сум домачинка, ем сам да правим ручок. И си играл меѓу време. Македонска девојче, чика шарена. Само ќе ви кажам како лупи компири Адријана Лачкиот и ги заглавив до 12 сат колегите. Денеска ќе ви кажам на рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако неам оган, ма кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Сега ќе мора да ми помогнете вие тука теткички, бабички кои што се мои многу добри пријателки. Еве сега кога веќе ги испековме пиперките, знаете дека треба да се излупат. Како ги лупиме? Тетка Радка, како ги лупиме? Ги влажниме прстињата и потоа ја влечеме пиперката надолу. Едната пиперка излупет. Ајде, тетка Радка, тетка Блакне, вие сега да излупите пиперки. И тетки бе. Нема семчиња, затоа што баба ми кога правеше салата од црвени пиперки немаше семчиња. Не. И секога сега оваа салата ќе ја наредите во еден убав танер, така овие се македонски стари садови, затоа што цел живот е, цел свет тефлон користи, нели не канцерогени, вие канцерогени садови користи. Тоа земјината тавот и многу е здрава. Во овие убави садови земјен сад земете ќе ги наредите како војничиња. Едно црвено, друго црвено, трето црвено, четврто црвено. Мора да ставите Макдонос и мора да ставите лукче. Лукчето ситно го пропржувате во масленце и потем го сервирате. И за крај да ви ја препорачам мојата книга Македонски готвач, каде што може да се најде секаде. А за време на пауза, вие сниматели не се грижат, ќе има и за вас да пробате. Можете оваа книга да ја купите во тие книжаници и да се имате по дома, затоа што мојата баба ме научи на сите рецепти. И имате пауза, ја гледаш Адријана, врти оро. Фала многу, пријатно живи.